Знаете дека утре почнува сезоната и од се срце им посакуваме на нашите херои кои ќе го носат дресот на победа дека ќе се реализираат и ќе бидат во вистинско светло се со цел да ги оправдаат довербата како преди се на тимот на победа и довербата на оние кои што се верни навивачи на ФК Победа. Оно што е клучно да кажеме дека денеска се исплати првата плата оваа сезона, успешно, на сите им се обезбеди, на сите им беше извршена уплатата, така да после овај прес имаме состанок со фудбалерите да им се каже дека многу е клучно и битно да се задржи довербата кај фудбалерите, доколку сте им кажале одредена информација, истата таа да ја исполните и остварите се со цел да им се врати довербата и вербата во нештото дека понатаму ќе продолжи да функционира нештото, а истовремено па тие да можат врз основа на таа доверба да се изборат за соодветен резултат кој што го очекуваме. Моите лични амбиции во однос на оваа полусезона е секако шестата позиција која ќе ни донесе стабилност, се со цел за да може да продолжиме понатаму во новата полусезона, каде што ќе разговараме за наредни амбиции. Сум среќна и задоволна од тимот, морам да си го пофалам. Непречено работевме во овој временски период интензивно и без никакви обструкции, со големо разбирање. Верувајте ми, стварно потрошивме многу време и енергија, со оглед на тоа што и самите знаете дека почнавме многу касно. Ревидирањето на новата постава и преструктурањето и во однос на депозитарни архивари и централен регистар, промените стварно ги почнавме многу касно и со оглед на тоа стварно во многу краток временски период успеавме да се конструираме и да функционираме, се надевам успешно онака како што досега функционираме. Морам да сум благодарна на шефот со оглед на тоа што сметам дека ги избра правиот тим, правото појачување кој што ќе ни возможи да ја задржиме таа шеста позиција. На Мегле му посакувам успешна работа со она што ќе биде и днината на победа, а тоа се младите категории и овој пат со оглед на тоа што рековме дека секош ќе се бираме работник на месецот, го пофалувам нашиот секретар Миле, не знам како се презива, Спирковски, кој што стварно покажа неизмерна енергија, желба и љубов за да може да ги сработи сите документи, поготово во делот на регистрирањето на странците, што верувајте не беше едноставно. И секако на крајот, без оние без кои што не би можеле, значи доколку кажуваме дека денеска достоинствено се исплати првата плата која што беше ветена дека ќе се исплати пред првенството, големо благодарам без оние кои што не би постоеле, а тоа е нашиот главен спонзор Мерберен комбинат, основачите пивара господинот Саша Самарџиевски, Конфи Ангел, Ѓорка Танасовски или неговата телевизиска станица ТВ Сонце, компанијата Витаминка, Атлас хотелот кој што ни помогна во овој временски период, Кабелнет компанијата. Се надевам на поддршка финансиска и од Халк банка, Охридска банка и Комерцијална банка и секако на крајот ова ништо не би можело да биде и да се преструктурираме и да веруваме во нештото доколку општината на нашата локална самоуправа Прилеп, предводена од страна на градоначалникот доктор Илија Јовановски, не дадеше поддршка за фудбалскиот клуб. Сето ова што го каже Ирена во овие 2-3 минути изгледаше многу едноставно, меѓутоа верувајте дека нималку не беше едноставно она што го имавме како задача да го сработиме. Колку што јас се сеќавам, победа во зимски преводен рок никогаш, ама баш никогаш, не довела 11 играчи. Дали ќе бидат тие 11 појачувања, тоа ќе го докажа самите, колку ќе бидат појачувања, ќе покажат резултатите. Меѓутоа, мислам дека она што ни беше како цел и она што ни беше дадено како задача од шефот на стручниот штаб, мислам дека 90% го остваривме. Единствено што може да жалиме е што не успеавме да го ангажираме и нашето 12-то појачување, тоа е Стефан Грбович, кој што имаше проблеми со документацијата и верувајте дека се беше договорено, меѓутоа наша вина не е, него е недоразбирање меѓу него и неговиот бивш клуб Партизан. Меѓутоа тоа е завршена работа, она што го имаме на располагање, со тоа ќе играме, со тоа шефот ќе состави еден тим кој што се надевам дека уште од утре успешно ќе започне втората полусезона. Сето останато е на стручниот штаб и на играчите, јас се надевам дека ќе дадат својот максимум и дека утре ќе се израдуваме со 3 бода кои што ќе им дадат малку поголема волја и малку поголем мир во продолжение на првенството. Ја ќе покушат да будем кратак, да вас поздравим, да овако под првим и основним, а тоа е да се захвалим у први. Ово што рекла председница, можда е најважнije,
da napokon, iako sam ja bio i prije toga 2 mjeseca gdje je bilo nekih stvari što se tiče financija nisu bile ovako idealne, sada je to sve kako treba i više od toga i stvarno moram direktno i njoj, ja sam rekao i malo prije, mogu sutra da budem ovdje, a preksutra u Crnoj Gori u Nikšiću, ali da nje nije bilo, sigurno da bi bilo mnogo teže. Sigurno da i normalno jako što sam imao puni doprinos od predsjednika kluba i od direktora što se tiče najvažnijih stvari, a to je da se napravi ekipa, da se napravi selekcija. Ovo što je rekao direktor, mi smo doveli 11 igrača, nama je otišlo 14 igrača. Sigurno pokušali smo da dovodimo ciljana pojačanja. Nisam baš iskreno, ja uvijek iskreno kažem, nisam siguran da u stvari sigurno smo zakasnili za pojedine igrače. Ne mi, nego zašto da su prije došli ovi ljudi. Sigurno da bi bilo mnogo bolje i bolja, vjerovatno i prava pojačanja. Da li će biti, ovo što je rekao direktor, svi pojačanja, pitanje, najiskrenije, jer tu ima igrača koji su došli da se dokazuju. Na kraju krajeva naš fokus je bio da što više Prilepčana ostane. Da li će to biti dobro, to ćemo da vidimo na kraju prvenstva. A ovo što smo doveli, što bi trebalo da budu prava pojačanja, mislim da su prava. Ja nikad nisam isticao pojedinca, za mene je kolektiv sve, ali dovesti golmana, koji je nama, moram reći, kapiten, što me obradovalo, uprava je odlučila da bude on, Darko, da bude kapiten, inače iz Prilepa, i još tako pojačanje ili Zoran, kako se preziva, Danovski, to su za mene prava pojačanja i tako treba i da radimo. Što se tiče ove prve utakmice, sigurno mnogo lakše igračima kad su zadovoljni, a moji igrači su trenutno zadovoljni jer im je danas legla plata. Da vam kažem, i dug im je plaćen u toku priprema, što je jedan ogromni plus. To je znak da klub ide kako treba, sad je sigurno na nama svima mnogo veći zadatak nego što je do sada uprava napravila. Uprava je zadala nama veliki zadatak, nama stručnom štabu i igračima, i sigurno da treba dosta strpljenja. Mislim da jedan veliki hendikep je što ne igramo u Prilep zbog navijača. Ja to uvijek ističem i uvijek ću da ističem da su oni nama ne 12. nego 14. dio ekipe, tako da mi je žao što moramo da igramo negdje van, većinom ćemo igrati u Bitolj, i sigurno taj Pelister sutra, ajde, oni su gosti, mi smo domaćini, tako ćemo pokušati da se ponašamo, da pokušamo da osvojimo 3 boda. Rekao sam, iz utakmice moramo da razmišljamo, nikako da skočimo pa tek onda da kažemo hop, i sigurno da jedan loš, ovako, jedna loša prognoza, kako da nazovem, je što mi pobjeda ima u zadnjih 4-5 godina negativan skor sa Pelisterom. Ali je tu uvijek bila tradicija da se ruši, probat ćemo da napravimo nešto što se zove pobjeda, sigurno utakmica zahtjevna, mnogo, samo vrijeme nam ne dozvoljava možda da igramo neku lepšavu igru, nego ćemo morati da samo osvojimo 3 boda. Mislim da, rekao sam igračima i svjesni su igrači, evo i sada ćemo imati sastanak sa upravom i jučer smo imali sa direktorom kluba, znači fokus je svih 24 sata, tako reći, na Pelister, i sigurno da moraju igrači da uvažavaju Pelister. Pelister koji ima 5-6 igrača koji su igrali po 200-300 utakmica u prvu ligu. Pelister ima 4-5 igrača koji počinju utakmicu koji su igrali do juče u pobjedi. Tako da i tu oni možda imaju neki motiv, ali naš najveći motiv mojih igrača, ja znam da će oni dati sve od sebe. Malo je teže da, sad da kažemo, sad novih 11 igrača ili 8 igrača novih, sad treba da se uigramo. Nemamo vremena, nemamo za jadikovanje i za priču i za alibi. Ja nisam nikad bio alibi trener, samo rezultat je najvažniji i ići ćemo sutra sigurno da osvojimo 3 boda. Mislim da će igrači dati maksimum, da li će to biti dovoljno, pokazat će sama utakmica.